Пак компири, а? Уре, биди среќен и нив што ги најдов. Бев дури до горни на ниви, па подсобрав што останало. Пуста судбина. Така ни било пишано. Тоа ти е. Шо да се прави, жено? Се што можев, направив. Ете бев да се главам и за измекер, и за аргатин, и за дограмаджија. Кај сите чорбаджии бев. И во другоно село бев. Никој не ќе да ме глави. Те си имале аргати, те сум бил стар. Стар? Те си имале синови за припомош. Ум немам во главата. Не знам како ќе се живее, како ќе се врви веков. Ете, само еден Господ знае. Не знам, Трајче. Ама знам дека секој ден треба да се јаде. Брашно немаме. Сол немаме, шеќер немаме. Кокошката ја заклавме, сега јајце ни за лек. Газијана ја догорувам. Поарно да ни ти кажу. Ај, не ми кажи. Си знам. Како не ме биваше за крадење и за лажење. Ако нешто морам да смислам. Да ти кажам и да смислиш. Од вака веќе не бива. Од воздух не се живее. Не велам да крадеш, ама сигурно можеш и ти нешто да измајмунисаш. На други некако им текнуваат тие работи. Ми текна. Дедо ми раскажуваше за еден ербаб што го прелажал и на Итри од чорбаджија. Со ништо, само со 3 збора. Не туку кажувај приказни. Туку направи нешто. И ние бел ден да видиме. Ќе направам. Тоа уште утре ќе направам. Па и мене ми е прекугла од оваа живеачкава. А што можам да загубам? Освен голава кожа и парталиве. Ништо не можам да загубам. Ќе направам. А бре човек, ти викаше оти доаѓаш од кај умрените? Јас, чорбаджике, оттаму идам. Затоа сум вака парталав и, да ти кажам право, троа изморен. А ги знаеш сите умрени? Сите ги знам. Како не ги знам? Епа,
Ако е така, да влезеш малку во авлијава, да си починеш. И да те прашам нешто. Арно? Ај, Ајде. ајде. Ајде, ајде. И велиш, од кај умрените доаѓаш, а? Оттаму идам, оттам. И сите ги познаваш? Сите ги знам. И Стојанче мој го знаеш, а? Убав тој на мајка. Строен, мургав. Добар. Предобар. Ерген беше. Да, Ерген. Стојанче. Стојанче. Да, го знам, како не го знам. И што ти рече? Како му е? Ти кажа нешто? А? Чорбаджике, убав е, кој што велиш ти. Строен, висок, убав. Туку страден е. И се мачи кутриот. Се мачи. Страден, велиш, а? Зошто? Зошто да се мачи? Кому му сгрешило тоа младо фиданче па толку да страда? Ама никому не е сгрешил тој. А? Не е сгрешил никому. Туку нема пари за лепче, за помин. Вели, не сте му оставиле за попат. Ете така, вели, и сега мора да се мачи кутриот. Леле, црна јас. Црна јас да ме снема. Како да има пари? А бре, Стојанче, младо, страдно. Затоа тој ми се јавува насол. Ме бара и ме вика. Тој е крив. Кој? Чорбаджијата. Кога му велев да му клајме некоја пара на детето, ми ја исуши раката. Вели, не требало така. Тоа било бабини деветини, па така правеле само сиромашните. Ете што му направивме на Стојанче. Да нема ниту еден грош во джебот. Чорбаджике, не се сакалдисуи. Работата може да се опреи. Да се опреи? Како бре човек да се опреи? Тој таму страден, а ние двајцата овде како утки не знаеме што да им правиме ниту на парите, ниту на нивите. И па зато сум дојден. Деме кој колку може за своето да си даде, да му го однесам на оној свет, за да не се мачи таму. Чекај себе. Ти велиш оти пак ќе одиш кај умрените? И па, натаму сум кинисан јас. Ово овде кај тебе ми е последно. И кај Стојанче мој ќе одиш пак. Ќе го видиш. Чекај овде седи, веднаш ќе се вратам.
Гледај. Ова, овај, здесь, да. Ова кесе, ќе му го однесеш на Стојанче мој. И ќе му кажеш да си ги троши. Колку сака нека си троши. Да си купува се што ќе посака. Ако му се малку, пак ќе му пратам. Ете така да му кажеш. И кажи му да ми се јави насон, мајки син. Да си го видам. Ќе му кажеш, не? Кажам. Ќе му кажеш? Ич не се сакал да исуе чорбазике. Ќе му кажам. Ајде сега. Ајде сега отидов ја. Брзај. Ајде. Брзај и Отидов. да се ги троши. Сите ако сака нека ги троши. Многу да ми го поздравиш, Стојанча. О, личен тој на мајка. Ке ми се јави насон. Оф, леле, црна јас. О, Стојанча. Домаќинке! Домаќинке, мори! Домаќинке! Домаќинке, мори! Стигна ли домаќине? Што си се развикал толку? Кој беше човекот што си замина сега од тука? Јас досега не сум го видел тој човек. Тој Галиба не е од нашите аргати. Не е од нашите. Ама, седни, ќе ти кажам се поред. Седни. Што пред да... Абе, имало Господ, па ни го прати. Кого бе? Како? Чекај, Бори, жено, ти што зборуваш? Каков Господ? Кој Господ? Абе, седни. Што с... Не бре Господ. О, не Господ. Кој? Тој, човекот. Овој де што си замина? Што замина пред малку што го виде. Епа, тој дојде од кај умрените. Сите умрени ги познава. Ајде. И Стојанче наш го знаел и вели, оти детето ни пратило Абер. Ама, знаеш каков Абер? Бил многу мачен и страден. Многу. Немал ниту грош во джебот до мајкина. Ич пари немал. И затоа овој побрза да отиде кај Стојанче, да му ги однес. О, не ти кажав. Му дадов едно кесе со малку пари. Ама му реков, ако му требаат пак ќе му дадам. Што си направила ти, Мори, улажено? Ти не си арна, Мори. А Мори, си кај се чуло и видело, Мори, некој човек од умрените да иди. Тебе то маката умот ти го испила, Мори. Добро, до мајке не лути се де толку. Убаво се кажа човекот, оти го познава Стојанче и оти Абер пратил, немал пари, затоа му дадов. Како да не викам, Мори, како? А Мори, ти се слушаш ти што зборуваш? А Мори, тој угор со тебе умот ти го испил. Си чула ти некој умрен Абер да прати? Си видела умрен ти некој леп да јади? Па така рече тој. Кој рече? Ајде, достане туку плачине, туку ми се лигај. Тргај да ми го дотераш конјот овде веднаш и пушката да не ја забориш. Јас ќе го фатам сега, тој не рани мајко, па јас ќе го пратам него кај умрените да видам, али пак ќе се врати. Оди Конјот и пушката. И пушката. Оди побрзо. Одам. Пари ќе се му дала. Деп суседе. Само да го ватам јас него. Ајде, дете. Ајде. Безевен кеден. Од кај умрените идел. Абе, тој со маката наша сака да си игра. Од кај умрените идел. Демек, Стојанче наш пари нема. Абе, само да оватам. Само да оватам со овие раце има да го удам, бе, да го удаме така. Кај ме најде овој, кај ме стаса толку брго. Кај ме најде, кај ме стаса. Каде да се сокрива?
што да прави? Ау, види. Што мака, бре, пријателу имаш? Кажи. Еден човек, каче на конј со пушка, доаѓа да те отепа. Мене да мотем. Зошто, бре? Што сум му сгрешил? Не кажуј, не прашуј. Рече сакам да го отепам воденичарот. Ама, бре, што да правам сега? Кај да одам? Бегај, качи се на дрво. Хајде, дај. Собакајте го нечката и капата, да не те препознае. Така, хајде. Амам, бре, зошто сега ова? Воденичару, бре! Да те опитам нешто. Да не виде од тука да помине некој човек така во искина тјалишта со една капа шилкава, Видов. Помина од тука. Кога? Предмалку помина и замина удолу. Удолу. Сполајте. Сега ќе појдам јас. Кај појде, кај се скри черата него? Те ватив, пезевенкеде! Море ти! Од мене најде да крадеш, море! Какво крадење, бе? Што е тоа што зборуваш? Јас прв пат те гледам. Пак, сигурно! Како ќе ме познаваш, сигурно прв пат ме гледаш. Ама кога ја видиш жена ми сета во црно, оп, дај парите! Море слегувај долу, оти сега, ако ќе земам пушка на мавчете сторам, така да знаеш. Чорбаджи, јас сум воденичар. И не те познавам. Ниту тебе, ниту жена ти. А не знам што зборуваш. Оној што ти го украде конјот и пушката. Тој ме натера да бегам и да се качам овде на дрвото. Не го бркај го. Еве, овде. Оди натаму, ќе го најдеш. Угур суседене, ќе го ватам, па што сака, нека.
Домаќине си дојде најпосле. А бре, човеку, што се случи? Конјот, пушката, кај ти се? Аман мори домаќинке, бори. Ама армоли домаќинке за пушката и за конјот, прво се вати прашај како сум, што правам, како сум поминал. Чек, Али како сум спасил жива глава. сега, Мајката. доаѓам. Ајде сега, се поред да кажеш. Ајде, бргу кажи. Сега ти кажам, слушај сега. Лелико ми кажа за оне Угурсузон што ти кажал за Стојанчета наш, јас го јавнав конјото, ти не му верував него. И кинисав по него, чунки никој не се вратил од умрени. Како го боднав тој конјот, јас завчас го стигнав. Ама кога го стигнав и тој ме виде мене. Тој напред, јас по него, тој трча јас со конјот. И едно време гледам таму еден црт. И велам, ако заминам од цртов од другава страна, таман пред него ќе излезам и така напред. Оп! Ко ме виде се здрви. Се здрви јас од конј, тап, туп, право загуша го матив. И му велам сега, слушај ваму Угурсус еден. Одма да ми кажеш, али е вистина она што и го кажа на домаќинката моја за Стојанчета наш, али не оти сега ќе те задавам. И тој ко почна да се тресе вака, како лист пред паѓање. Море и солзи имаше. Вели, вистина е за Стојанчета, ко почна да ми раскажува какви маки имало детето наше домаќинке. Маки тешки. Ја така ми падна тешко на душичката, вака се нажалив, и му велам, слушај сега, еве ти го и конјот, еве ти и пушката да му се најдат на Стојанчета наш, таму да му ги носи, за да не се сакалдисува детето, знаеш. Така направив. Вистина така му кажа? И така му кажа. Фала ти, Господи, фала ти, Господи. Арно си направил, домаќине, арно си направил. О, голем камен ми падна од срцево. А бре, ти велев јас. Ти велев оти тој човек ја зборува вистината, ама ти не сакаше да поверуваш во тоа. Алал нека му се и парите, и конјот, и пушката на Стојанче наш. Така е домаќинке, алал нека. Арно си направил, домаќине, така треба. Туку ти ручек направи? Направив. И пајде да појдеме таму да се напијам една ракијичка, да одморам малку. Чунки многу пати зодев. И велиш така му кажа. Така бе, така му кажа. Имало Господ. Не реко џабе народецов наш. Сиромас човек, жив ѓао.